Евроамбасадорот Иво Орав во придружба на поголем број амбасадори од земјите членки на Европската Унија на увид како се трошат европските пари во земјава. Ги посетија новоизградените тунели и мостови во близина на Демир Капија на коридорот 10. Истите се кофинансирани од европските фондови. Велат дека се задоволни од работите и истакнуваат дека Европската Унија дава околу 100 милиони евра на Република Македонија во различни сектори. Овде сме со амбасадорите од Европската Унија. Дојдовме за да видиме што се случува со парите кои Унијата ги дава за поттик и поддршка во различни сектори во Македонија. Во финална фаза е овој проект, но и многу други инфраструктурни проекти кои се видливи. Бенефитите од овој инфраструктурен проект наскоро ќе ги почувствуваат сите кои патуваат на оваа страна. Со ово уште еднаш покажуваме дека ЕУ е овде во вашата земја за да ви помогне во подобрувањето на демократијата и во подобрувањето на инфраструктурата. Навистина ми е задоволство што сум овде во посета на оваа убава земја. Овде сум да видам во што вложува Европската Унија, но и како Македонија ги користи парите од Унијата. Задоволство е да се види реализацијата на проектите и грижата на Европската Унија за Македонија и за луѓето од оваа земја. Затоа и ние сме овде да видиме како течат градежните работи на 28 километарската автопатска делница. По посетата на Демир Капија, амбасадорите, предводени од евроамбасадорот Иво Орав, во посета на болницата во Гевгелија, како и транзитниот центар Вино Југ. Во болницата во Гевгелија е отворено посебно крило во кое ќе се сместуваат мигрантите. Амбасадорите извршија увид и на градежните работи на одделот за хирургија во Гевгелиската болница. Таму во тек е изградба на нова операциона сала. На одделението за медицинска помош на бегалците пак потрошени се вкупно 317.000 евра. Од нив 270.000 се обезбедени токму од Европската банка за обнова и развој, а останатиот дел од Меѓународната организација за мигранти. Драго ми е што денеска со моите колеги сум овде во болницата во Гевгелија. Овде сме да направиме увид на завршените работи во болницата и стотиците илјади евра кои Европската Унија ги дава за помош на бегалците, а што од друга страна ја докажуваат хуманоста на луѓето од Македонија кон бегалците од Блискиот Исток. Обиколката на регионот амбасадорите ја завршија во транзитниот центар Вино Југ. Таму во моментов се сместени околу 100 бегалци. Во изјава за медиумите, амбасадорите велат дека нема решение на политичката криза. Порачаа дека е потребно што поскоро да се изнајде истото и побара председателот Иванов да ја повлече одлуката за аболиција.